Вкупно 28 лица засега се осомничени за трагедијата во Кочани, информира државниот обвинител Љупчо Коцевски во интервју за српскиот весник Политика. Тој истакнува дека најголемиот дел се осомничени за делото тешки дела против општата сигурност, за што има казна затвор до 20 години. Коцевски додава дека се испитуваат сомнежи за делата давање и примање подкуп, незаконска употреба на пиротехника и други. До овој момент со статус осомничен се 28 лица, од кои тројца се во болница, 18 се притворени во предистражна постапка, а против 7 полициски службеници се води истрага и тие исто така се во притвор. На полицајците вчера им беше одреден 30-дневен притвор за што подпишувале документи со кои овозможиле кабарето да работи и покрај лошите услови и дале позитивна согласност до Министерството за економија за издавање на лиценца за работа во 2023 година. Коцевски вели дека ќе одговараат и оние кои со своето непостапување и исполнување на службените должности имаат дел од вината за катастрофата. Според него, политичката злоупотреба на трагедијата е недопустлива. Доказите кои секој ден ги прибавуваме укажуваат на тоа дека коренот е во општата ерозија на системот, културата на непочитување на законите и правилата, но и длабока системска корупција. Во последната изјава за јавноста, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека бројот на осомничени ќе расте. Ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува, поврзана со кривично-правниот настан. Покрај вработени во повеќе институции задолжени за издавање лиценци и нивна проверка на терен, во притвор остануваат и поранешните функционери Крешник Бектеши, Горан Трајковски, Беки Максути. Обвинителството ќе треба утре за нив да носи нова одлука дали ќе биде побарен 30-дневен притвор.